Љубовни гледачи, добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Во него ќе гледате. Интерес за враќање на специјалисти од приватното во јавното здравство има само во Кочани и Виница. Во средното училиште Љупчо Сантов започнаа градежните работи за поставување на нови подни површини. Подна комунална изградба во општината Чешиново-Блешево се пробиваат патишта во повеќе населени места. Градинката од Виница и средното училиште Ванчо Прке заеднички ќе штедат вода. Инвестицијата чини 1500 евра. Летниот одмор голем број кочанчани го минуваат во Грција и покрај провокациите на грчките граѓани кон македонските возила и нивните таблички. Во недела во 17 часот и 30 минути на градскиот стадион Никола Манто во Кочани средба осогово работник во рамките на првото коло на третата фудбалска лига Исток. Со дневникот започнуваме веднаш по рекламите. Гледајте не. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Интерес за враќање на специјалисти од приватното во јавното здравство има само во општините Кочани и Виница.
Само во општините Кочани и Виница лекари специјалисти побарале од приватното здравство да се вратат во јавното здравство. Ова е резултатот од првиот оглас кој го распиша Министерството за здравство на Македонија. Во Кочанската општа болница од 1. август на работа стартувал специјалист по медицинска биохемија, а во Виничката специјалист невролог. Специјалистите од останатите градови од регионот не покажале интерес за преминување во јавното здравство. Иста е состојбата истакнуваат и во Штип, и овде ниту еден лекар не се вратил во Штипската клиничка болница, информира портпаролот на болницата, а нема интерес за враќање ниту во Беровскиот здравствен дом. Директорите веруваат дека сега со распишувањето на вториот оглас, од кој што остануваат уште 2 недели до неговото затворање, специјалистите ќе покажат поголем интерес. За сега интерес има само за Кочанската болница, каде имало најава за враќање на психијатар и гинеколог. На првиот оглас, што ресорното министерство го распиша кон крајот на јуни, на државно ниво беа пријавени над 100 лекари, а на вториот оглас повеќе од 70. На овој начин, според министерот Никола Тодоров, ќе се реши долгогодишниот проблем, недостаток од кадар, со кој се соочува јавното здравство во Македонија. Во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани започнаа градежните работи за поставување на подни површини, проект на Министерството за образование и наука. Во пресрет на новата учебна година, во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани започнаа градежните работи за поставување на подни површини во сите училници и во ходниците во истоименото училиште. Се започната подготовката на подните површини со олмер маса, на која што потоцна ќе се постават ПВЦ подови, согласно динамиката која што е договорена и содржана во проектот. Градежните работи и поставувањето на подните површини треба да заврши во периодот помеѓу 25 август и 1 септември, со што ние подготвени ќе дочекаме новата учебна година со едно мало освежување, кое што е само дел од поголемиот проект со кој што се предвидени интервенции на кровната конструкција, замена на застарената дограма со ПВЦ столарија и санирање на санитарните јасли. Проектот во целост е финансиран од страна на Министерството за образование и наука, согласно одредениот проект за реконструкција во Кочанското средно училиште. Пробивање и изградба на полски патишта до повеќе населени места е дел од активноста на локалната самоуправа на општина Чешиново-Облешево. Освен изградбата на мостот меѓу селата Жиѓанци и Пишица во општината Чешиново-Облешево, во завршна фаза е проектот за изградба на пристапен пат до земјоделските површини, односно стариот пат од Чифлик за Чешиново. Изведувач на работите е фирмата Стојменов од Кочани и поради вегетацијата на оризот што ја има таму, тампонирањето на самиот пат ќе започне по завршувањето на жетвата, истакнува Костадин Личков, градоначалник на општината Чешиново-Облешево. Освен овој пат се планира изградба на колско-пешачка патека покрај деловните објекти во село Блешево. Проектот е финансиран од Бирото за рамномерен регионален развој, а во тек се спроведувањето и на тендерската постапка за најповолен изведувач. Општината Чешиново-Облешево конкурираше за изработка на техничка документација за фекална канализација и за прочистителна станица во селата Жиѓанци и Борилчево. Проектот е финансиран од Програмата за животна средина за оваа година преку Министерството за животна средина и просторно планирање. Освен овие најавени проекти од општинскиот буџет се обезбедени средства за набавка на нова компјутерска опрема за вработените. Во соработка со комуналното претпријатие, веќе започнато со расчистувањето на локалните патишта и уредувањето на урбаните простори во повеќе населени места во општината. Комбинираната детска установа Гоце Делчев и средното училиште Ванчо Прке од Виница заеднички ќе штедат вода. Инвестицијата чини 1500 евра. Од денес паркот на детската градинка со површина од 4000 метри квадратни ќе се наводнува со техничка вода од новата бушотина во дворот на основното училиште Гоце Делчев на длабочина од 30 метри со капацитет од 2 литри во секунда.
Бушотината ќе ги наводнува и зелените површини во дворот на основното училиште Гоце Делчев со површина од 5000 метри квадратни, но први стартуваше детската градинка, која веќе го воспостави системот за наводнување и го пушти во функција. Директорот Јованов очекува инвестицијата од 1500 евра постепено да ја враќа преку сметките за вода, кои во летниот период достигнуваат и до 30.000 денари. Средното општинско училиште Ванчо Прке успеа да обезбеди техничка вода со бушотина на длабочина од 45 метри, која е со капацитет од 3 литри во секунда и ќе ги наводнува зелените површини во кругот на училиштето. За таа намена се потрошени околу 260.000 денари, средства од сопствениот буџет. Според најавите од двете институции, техничка вода ќе се спроведе и во санитарните јазди на училиштето и детската градинка. Во екот на летната туристичка сезона, голем број граѓани летниот одмор го минуваат во соседна Грција, но има и такви кои се огорчени од односот на нашиот јужен сосед кон возилата со македонските регистерски таблички. Од година во година летувањето во Грција станува се поинтересна дестинација. И покрај провокациите од страна на грчки државјани, голем дел од нашите сограѓани летово безбедно се одмораа на плажите во Грција. Од агенцијата Автоатом во Кочани не известија дека најголем број на граѓани од нашата општина заминале на одмор во нашиот јужен сосед. Интерес има за летување во Грција, пошто ние имаме секоја сабота аранжмани со превоз и закуп на мислам и смештај. Доста луѓе се отидени за Парали и Олимпик бич. Нема, мислам не се жалат, барем овај дел на Грција. Обично тие провокациите се кај Халкидики на првиот, на вториот, на третиот крак. Тук се задоволни и од смешти и од однос на луѓето и нема никаков проблем. Според анкетата што денеска ја спроведовме на терен, можеме да забележиме дека постојат и такви граѓани кои што не го оправдуваат летувањето во Грција. На нашите граѓани не го оправдувам летувањето во Грција. Ние имаме убави прекрасни места кај што може да летуваме. Што и фале на Охрид, на Струга. Зашо да одам да давам пари? Они нас не сметат за народ. Ја не би дел 2 динара. Ја би да можам забранил никој да не оде од македонците таму. А сами сме криви што ни кршат колите. Што тражи мајка му таму да оде? Ако те некој неќе, зашо да одеш таму? Не оди. Пеш пари да му давам. Дали мислите дека Грција е добро место за одмор? Не. Кога одам на одмор, сакам да се чувствувам безбедно. И јас немам отидено 25 години во Грција и наредните 25 нема да отидам се дека се вакви. Не знам со каква слобода одат нашите таму. Затоа што секоја година се поеки провокациите, не него малтретирањата. Им кршат коли, им корнат таблички, физички ги напаѓат, ги ограбуваат. Досега имаше неколку случаеви со оштетување на коли и неколку кражби на регистерски таблички на македонски возила во грчките летувалишта. Но засега таков случај во агенциите во Кочани нема пријавено. Во православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани за прв пат ќе биде изложена на поклонение честица од животворниот крст на кој бил распнат Исус Христос. Утре вечер ќе се одржи света божествена литургија. На 17 и 18 август во православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани за прв пат ќе биде изложена на поклонение честица од животворниот крст на кој што бил распнат Исус Христос. Ќе бидат исто така изложени и делови од моштите од некои светци, меѓу кои и на Свети Пантелеймон. На 17 и 18 август во храмот Свети Великомаченик Ѓорги на поклонение ќе бидат изложени мошти од Светиот Великомаченик Пантелеймон, Светиот Димитриј Ростовски, Светиот Серафим Саровски, Свети Теофан Затворник. Ќе биде изложено дел од одеждата на Светиот Јован Шангејски, како и неговиот Нов Завет, и дел, односно честица од Светиот животворен крст на кој што бил распнат нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Во деновите 17 и 18 август вратите на православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани ќе бидат широко отворени за верниците за заедничко поклонение пред моштите на овие светители. Се поместува почетокот на вториот дел од манифестацијата Топол културен бранд 2013. Ќе започне со концертот на Вера Данилова Сопран во салата на Спомен домот Аслом.
Вториот дел од манифестацијата Топол културен бран ќе започне со концертот на Вера Данилова, сопран кој ќе се одржи идниот петок на 23 август во салата на Спомен домот Асно. Програмските измени во содржините од август се однесуваат и на терминот на фолклорната вечер, која ќе се одржи на 27 август на летната сцена во Центарот за култура Бели Мугри. Во рамките на манифестацијата, на 26 август во местноста Кајдабот во село Бели, ќе се одржи поетскиот хепенинг Струшки вечери на поезијата во Кочани, а од 28 август до 1 септември на Браната градче ќе творат младите ликовни учесници на меѓународната детска ликовна колонија Свети Пантелеимон. Манифестацијата завршува со концертот на класична музика на триото Стрингс од Штип, што ќе се одржи на 30 август. Сдруженијето на пензионери од Кочани утре ќе учествува на заедничкиот собир со кумановските пензионери на Пелинце. Патуваат 100 кочански пензионери. Соработката на Сдруженијата на пензионерите од Кочани Куманово продолжува со несмалено темпо. Минатиот викенд на средбата во село Пантелеј присуствуваа 100 пензионери од Куманово. Веќе утре, кочанските пензионери им ја возвраќаат посетата на кумановските пријатели на традиционалната пензионерска средба, што ќе се одржи на Пелинце. Според председателот на Сдруженијето на пензионери од Кочани, Георги Серафимов, ваквата соработка е продлабочена последниве неколку години со заеднички посети и учество на бројни манифестации. Не радува податокот што интересот за нашите заеднички дружења е мошне голем и од двете пензионерски друженија. Инаку, по престојот и настапот на годинешниве драмски аматерски смотри на Кумановската пензионерска драмска група и престојот на собирот кај Пантелеј, кочанските пензионери со утрешната посета на Пелинце им ја возвраќаат посетата на кумановчани. Се очекува во почетокот на месец октомври кочанчани да гостуваат со фолклорниот ансамбл во Куманово на нивна заедничка приредба, а во декември кумановчани да учествуваат на годишниот концерт во Кочани на Сдруженијето на пензионерите. Во недела во 17 часот и 30 минути започнуваат надпреварите од третата фудбалска лига Исток. На градскиот стадион во Кочани осогово ја пречекува екипата на Работник. Во седиштето на третата фудбалска лига Исток во Штип беа извлечени надпреварувачките броеви на екипите, со што се добија двојките кои ќе се надпреваруваат во првенството 2013-2014 година. За годинешното првенство, свое учество со платена котизација од 80.000 денари најавија 14 екипи кои по одиграните 26 кола ќе треба да го дадат шампионот во третата фудбалска лига Исток. Надпреварите започнуваат во недела со почеток во 17 часот и 30 минути, а во првото коло се среќаваат Осогово Работник, Карбин Цибаби, Беласица Чешиново, Плачковица Каменица Саса, Тркања Напредок Здравје Радово и Брегалница Гола Кастибо. Надпреварот од ова коло Рудар Слога 34-та поради учество на виничани во Бугарија е одложено и истиот ќе се одигра следната среда во истиот термин. Ова беше се што ви подготвивме за денеска. Ви благодариме за вниманието и довербата. Имајте пријатна вечер. Довидување.